Почитувани, над 2/3 од 27 тони запленета дрога е од фирма на кадар на СДС, соработник на Зоран Заев. Фирмата ЦБД Медплант во формална собственост на Христијан Котев, а реална на неговиот татко Тони Котев, викан Мкчев, кој е поранешен претседател на општинската организација Ново село на СДС и близок по бизнис со Вице Заев и Гидан Колев, во периодот од 36.2025 година па се до ноември 2025 година има испорачано 19 тони марихуана према Скопската фабрика по документ испорачана количина. Дополнително, утринава од струмичката фирма биле изнесени 21 тон дрога. Да го погледнеме видеото од денешното запленување на илегална материја дрога. Имено, станува збор за фирма која добива одобрение од владата на Зоран Заев и Венко Филипче за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Патем, уште во 2020 година укажувавме дека лиценците за одгледување на марихуана за медицински цели се добиваат исклучиво по блискоста со СДС, односно во тоа време со Зоран Заев, Вице Заев и Венко Филипче. Тогаш, владата на Заев и Филипче додели лиценци на две фирми – Еко Енерджи Космос од Ново село и Lightning Lux од Струмица, во собственост на синот на Боро Малборо и Христијан Котев, погоре споменатиот. По овие сомнежи и индици за поврзаност на СДС, Заев и Филипче, бараме јавното обвинителство да го истражи случајот и бараме одговори за случајот со запленетата дрога. Дали има вмешаност од страна на Заев? Зошто Заев лично се јавувал на телефони во Царинската управа и се интересирал за овој случај? Каква е улогата на Вице Заев во овој случај? Колкава сума од овој случај сакал да заработи Зоран Заев? Почитувани, струмичкиот наркокартел се однесувал како во времето на Пабло Ескобар во Колумбија. Но и на тој наркокартел му дошол крајот, така ќе му дојде крајот и на овој така наречен наркокартел во Струмичко. Вистината излегува на виделина. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Со оглед дека се закажани како собрански комисии, пленарна седница во вторник, а од 9 часот ССМ ги блокира сите вези на собранието, дали се мисли дека се одвиваат непречено или ќе се одложат? Ова прашање треба да биде поставено до претседателот и службите на собранието. Ваш коментар за речните обвинувања од СДСМ за можност со извршен комитет? Обвинувањата на СДС се класичен пример на панична пропаганда, без факти и без аргументи. Факт е дека Драган Ковачки поседува валиден НАТО сертификат,
што целосно ги демантира лагите дека бил одбиен од НАТО или дека не исполнувал безбедносни услови. Се друго е злонамерна конструкција за дневно политички потреби. ВМРО ДПМН спроведува внатрепартиски реформи согласно статутот и со јасна цел – ефикасна, одговорна и европски ориентирана партија. Обвинувањата за наводна контрола врз институции и медиуми се неосновани и доаѓаат од структури кои со години ја злоупотребуваат државата и сега се плашат од одговорност. ВМРО ДПМН останува цврсто посветена на политиките што значат Македонија интегрирана во ЕУ, стабилен НАТО партнер и заштита на државните и националните интереси. Лагите нема да ја покријат вистината.